Во рамките на своите заложби за активна партиципација на граѓаните во процесот на креирање политики и подобро функционирање на општеството и државните институции, Владата на Република Македонија во саботата на 22 декември организираше уште еден во серијата Ден на идеи. Покрај директните средби со граѓаните во просториите на извршната власт, проектот овој пат ги опфати речиси сите општини на Република Македонија, каде што на главните градски плоштади од 13 до 17 часот беа поставени пунктови на ресорните министерства на кои граѓаните можеа да ги представат своите идеи, проекти и предлози. Разбирливо штанд на кој обичните луѓе можеа да ги споделат своите замисли имаше и во Крива Паланка, поточно пред градскиот парк. Целта и на 9-тиот Ден на идеи е сите граѓани на Република Македонија преку изнесувањето на корисни идеи, предлози, проекти и мерки од сите сфери на општественото живење директно да учествуваат во креирањето и реализацијата на владините политики, на тој начин придонесувајќи во подобрувањето на состојбите во сите сегменти на општеството. Ова, меѓу другото, го истакна гостинот представник на централната власт, Петар Богоевски, инаку државен советник во Министерството за одбрана. Денес е организиран на ниво на Република Македонија Ден на идеи во организација на Владата на Република Македонија во сите градови. Представници имаат од повеќе институции. Главниот настан е во самата влада, каде што премиерот лично со министрите собираат идеи од граѓаните. Ние сме тука денес во Крива Паланка. Наши колеги се во други градови. Главната поента на оваа акција е од блиску да се сретнеме со граѓаните и да не ги споделат нивните идеи пред се за локалните проблеми, за унапредување, за локален развој. Истите идеи ќе бидат соодветно анализирани и доставени до кабинетот на председателот на Владата на Република Македонија, кој понатаму се надевам ќе добија своја примена, доколку се разбират се насочени кон вистинска цел. Граѓаните се исклучително креативни и имаме многу често идеи кои се најдуваат и во самата програма на владата. Тоа е пракса воспоставена повеќе години наназад. Тоа како пракса продолжува, бидејќи идеите на граѓаните се најдрагоцени, бидејќи директно од нив потекнуваат и се за нив наменети. Предизвикот на владата е истите да бидат во целост реализирани. И покрај прилично ниските температури, Богоевски изрази задоволство од интересот на кривопаланчани, воедно истакнувајќи дека освен во бројот, воопшто не се сомнева и во квалитетот на предлозите од жителите на нашата општина. Па еве ќе погледнете во самата кутија за идеи, има многу идеи од граѓаните од Крива Паланка. Има заинтересирани граѓани кои несебично ги споделуваат идеите, кои се надеваме дека ќе добијат дел од нив и примена. Временските услови не се проблем, навикнати сме на теренска работа. Водата е за граѓаните и извир од граѓаните. Блискоста со нив има повеќе кратно значење. Не е само поддршката на изборите, него возможува водата да работи директно на проблематика која произлегува од потребите на граѓаните. Не само проблематика која има некое повисоко значење, него проблематика која директно ги тиши граѓаните. Посебно вака во градовите из Македонија. За потребата и досегашното позитивно искуство од директниот контакт и учеството на обичните луѓе во креирањето на политиките на локално ниво, посведочи и првиот човек на општина Крива Паланка, Арсенчо Алексовски. Подсетувајќи дека нешто слично летос ка организираше и локалната самоуправа, тој потенцираше дека континуирана соработка и непосреден однос меѓу власта и граѓаните е нужност. Мислам дека ова континуирана политика на владата на господинот Никола Груевски на политиката на ВМРО-ДПМН е да имаме контакти со граѓаните. Еве, ова е еден начин на кој граѓаните може да се ги дадат своите идеи, да кажат она што сметаат дека треба да се надополни во програмата на владата, она што сметаат дека треба да се надополни во програмата на општината, на градоначалникот. И така, еве, овие контакти си вродуваат свој план. Ние, впрочем, и ги црпиме нашите изборни програми од контактите со граѓаните, од она што граѓаните сметаат дека треба да се направи во нивната населба, во нивната општина. Така да ова е континуирана работа, ние како општина веќе неколку пати го спроведовме ова, имавме денови за идеи и во самата општинска администрација, во самата општинска зграда, имавме овдека на
градскиот плоштад. Ова е една континуирана продолжеток на континуираната програма на владата. Инаку како што беше планирано во рамките на денот на идеј, неколку стотини граѓани во саботата на Илинденска без број остварија директни средби со председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски, како и со преостанатите министри членови на неговиот кабинет. Портпаролот на владата Александар Ѓоргиев нагласи дека се работи за една од повеќето отворени манифестации кои ги применува владата со цел да се постигне кохезија, соработка меѓу народот и институциите на државата и да се слушнат идеите кои ги имаат граѓаните во насока на креирање на определени проекти и политики. Издржаните предлози во рок од 2 недели од страна на канцеларијата на председателот на владата се собираат и се испраќаат до институциите на кои се однесуваат. Потоа во рок од 2 недели самите институции треба да направат проекти врз основа на идеите кои се прифатливи согласно нивните ингеренции, можности и финансиските потенцијали на државата и да ги вратат до кабинетот на премиерот. Финалната листа од прифатените идеи треба да биде доставена на седница на влада и таму да се формулираат конкретни политики и проекти врз основа на овие идеи. Ѓоргиев додава дека владата досега има реализирано голем број проекти кои потекнуваат од граѓаните, како идејата за откуп на дворовите по повластени цени, увоз на половни автомобили од странство со намалени давачки, идејата за денационализација и слично.